Зголемениот метеж на граничните премини во земјава во периодот на одмори ги натера властите да ја прошират соработката со соседите преку моделот One Stop Shop. Овој петок се очекува на граничниот премин Табановце-Прешево да почне да функционира интегрираниот граничен систем на Македонија со Србија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изјави дека од 4 јули таму ќе се контролира само влезот на луѓе и стоки во државата. Со Србија официјално ќе го ставиме во функција при крајот на оваа недела. Мислам дека начално петок е договорено да имаме официјално отварање и започнување на примената на овој начин на контрола на патници на границите. Да, во фаза на преговори интензивни и со Република Албанија сме. Говориме таму повторно за 2 гранични премини, каде што навистина цениме дека и како ќе се олесни транзитот на граѓаните низ граничните премини со вистински имплементација на One Stop Shop начин на контрола на патници. До сега нашата земја во интегриран граничен систем го има воспоставено со Република Косово на 2 премини, Блаце и Јажинца, но се уште не е активиран во Белановце. Тошковски рече дека овој модел во иднина се очекува да се применува и со Албанија, додека со другите 2 соседа, кои се членки на Европската Унија, Бугарија и Грција, кои се во Шенген зоната, ќе се направи реорганизација на границите за зголемување на лентите од нашата страна. Во однос на Република Грција, во текот на вчерашниот ден бев на граничниот премин Богородица, при што од моја страна на страна на мојот тим констатиравме дека и како има услови за подобрување на граничниот надзор кој што го вршиме ние на граничниот премин. Односно, можеме да ставиме во функција најмалку уште 2 ленти за излез со реорганизација и можеме да ставиме во функција најмалку уште 1 лента за влез во делот на товарниот сообраќај. Ова беше соопштено по билатералната средба на министерот Тошковски со неговиот литвански колега Владислав Кодратович, кој е во официјална посета на Скопје, каде двајцата министри потпишаа договор за реадмисија и за меѓудржавна полициска соработка.